Благодарам. Почитувам председателе Заев, почитувана господја Гурмај, почитувана Ласкова, почитувани партнерки на Социјалдемократскиот сојуз, почитувани членки на форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз, почитувани дами и господа. Дозволете на почетокот да го искажам моето огромно задоволство и чест што на завршнава конференција се обраќам како подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз и како министер за труд и социјална политика на оваа значајна тема, што става круна на 16 дена активизам кон кој што Социјалдемократскиот сојуз се приклучи и уште еднаш ја покажа својата државотворност и посветеност на универзалните вредности кон кои што се бориме: еднаквоста, правдата и слободата. Насилството врз жената представува повреда на човековите права, што се манифестира како резултат на дискриминаторскиот третман, односно нееднаквоста помеѓу мажите и жените. Тоа е посегањето врз личноста на жртвите и нивното човечко достоинство и представува прекршување на човековите слободи и права. Не постои и земја во светот која не е засегната со овој глобален проблем. Во некои земји дури 7 до 10 жени се меѓутепани, силувани, злоупотребувани и сакатени во текот на нивниот живот. Според глобалниот преглед на достапните податоци на Светската здравствена организација, 35% од жените ни целиот свет имаат искусено физичко или сексуално насилство од страна на партнер или од трето лице. Некои национални истражувања за насилство покажуваат дека 70% од жените во својот живот искусиле физичко или сексуално насилство од страна на интимен партнер. Од вкупниот број на убиени жени во 2014 година, скоро половината биле убиени од интимни партнери или членови на нивните семејства. Доста често случаите на семејно насилство поминуваат непријавени. Во светски рамки повеќе од 700 милиони жени биле венчани под 18 години. Околу 250 милиони помали од 15 години. Околу 120 милиони девојчиња во светски рамки имаат искусено принуден сексуален однос. Повеќе од 133 милиони девојки и жени имаат искусено некоја форма на осакатување на женските гениталии, особено во Африка или на Блискиот Исток, каде што традицијата го налага тоа. Трговијата запленува милиони жени и девојки во модерното робство како принудна работна сила или принудна сексуална експлоатација. Помеѓу 40 и 50% од жените во светот и во Европската Унија доживуваат несакани сексуални потфати, физички контакт или друга форма на сексуално малтретирање на работното место. Токму искоренувањето на насилството врз жената е едно од клучните приоритети на Обединетите нации и вклучува широк спектар на програми за справување со оваа пандемија на глобално ниво. Обединетите нации го поддржуваат проширувањето на достапноста до квалитетни, повеќе секторски одговори за жртвите, кои покриваат безбедносни, здравствени, правни и други основни услуги. Тие се залагаат за застапување закони, политики и акцијски планови кои помагаат за постепено зголемување на инвестициите во спречувањето на насилството. Тоа, впрочем, значи исплатлив, долгорочен начин за прекинување на насилството врз жената преку решавање на корените и причините за тоа насилство. Ценејќи ја потребата за посебна заштита на жените од овој тип на насилство, Генералното собрание на Обединетите нации со резолуцијата 54/134 на 17 декември 1999 година го утврди 25 ноември како Меѓународен ден за борбата против насилството врз жените. На тоа претходеше Декларацијата за борба против насилството врз жената од 20 декември 1993 година. Оваа година кампањата на Обединетите нации е продолжување на портокаловиот ден за уште 16 дена, почнувајќи од 25 ноември до 10 декември, кога е Светскиот ден на човековите права.
Кампањата има за цел да ја зголеми свеста и да се превземат конкретни мерки за прекинување на насилството врз жените и врз девојчињата. И покрај фактот што насилството врз жените е глобална пандемија, во Република Македонија се пренебрегнуваат фактите и не се обрнува потребно внимание за подобрување на состојбите од аспект на негово спречување, заштита на жртвите и гонење на сторителите. Република Македонија е потписничка на Конвенцијата на Советот на Европа или Истанбулската конвенција во 2011 година за спречување на борбата против насилството врз жената и семејното насилство, која за прв пат во Европа утврди правно обврзувачки стандарди за спречување на насилството врз жената, вклучувајќи го и семејното насилство, за заштита на жртвите и казнување на сторителите. Одбележувањето на 25 ноември воедно представува и апел до владата и собранието на Република Македонија за поскора ратификација на Истанбулската конвенција и прилагодување на законската регулатива согласно одредбите од конвенцијата. Со цел правилно да се третираат проблемите на насилството врз жените, во конвенцијата се дадени и конкретни дефиниции за поимите кои што во Република Македонија се уште не се дефинирани, а тоа е домашно насилство, род, родово базирано насилство и жени. За државите кои ја ратификуваа оваа конвенција се предвидуваат низа обврски во смисла на целосно третирање на сите облици на насилство врз жените и преземање на сите соодветни мерки за заштита на жртвите и казнување на сторителите. При тоа правата на жртвата треба да се во центарот на сите мерки кои се спроведуваат по пат на ефикасна соработка и координација на надлежните органи. Со цел да се даде ефикасен одговор во борбата против насилството врз жените, во 2011 година се донесе заедничкиот протокол за постапување во случај на семејно насилство, кој нема правно обврзувачки карактер, а во кој целосно се разработени постапувањата во случај на пријава на семејно насилство за секој надлежен орган. Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука и невладините организации. Анализата на прибраните основни податоци во период 2012-2014 година укажуваат на зголемување на кривичните пријави за насилство врз жени, за разлика од бројот на покренати обвиненија. Поднесените предлози за кривично гонење за телесна повреда при семејно насилство во голем дел се повлечени од страна на жртвите во текот на постапката. Од изречените осудителни казни за сторено семејно насилство, во 62% е изречена алтернативна мерка условна осуда. Податоците од анализите во голем број соодветствуваат на првичните податоци од следењето на судските постапки за насилство врз жените. Тие укажуваат на исклучително голем број на процесуирани кривични постапки за казниви дела за насилство врз жените. Најголем број на кривични постапки се однесуваат на семејното насилство, пошто следуваат предметите во делот на трговијата со луѓе. Присутна е тенденција на поблаго казнување на сторителите на семејно насилство и трговија со луѓе, со што не се придонесува кон генералната превенција врз насилството врз жената. Мал е бројот на граѓански постапки за изрекување на привремени мерки за заштита, кои имаат за цел превенирање на семејното насилство. Незначителен е бројот на жртви кои иницирале постапки за надомесна штета поради претрпено насилство. Постапката за изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство во недолноволна мерка е промовирана како механизам за заштита, што може да се иницира од страна на жртвата во делот на поднесување на предлог до судот лично сама, односно преку полномошник. Дури во 3/4 од случаите на семејно насилство, предлогот за изрекување на мерките бил поднесен од страна на центрите за социјална работа. Потребно е промовирање на постапката за изрекување на привремените мерки за заштита од семејно насилство како механизам што жртвата може непосредно да го иницира за своја заштита од идно насилство и за справување со последиците од семејното насилство. Потребно е усвојување на измени на законската регулатива за ослободување на жртвите од семејно насилство од плаќање на судски такси за поведување на судска постапка за нивна заштита.
Потребно е да се формира наменски државен фонд за поддршка на жртвите што имаат поведено постапка за изрекување на привремена мерка за заштита од семено насилство и со средствата од тој фонд да се поддржи прибавувањето на потребните докази во постапката. За таа цел потребна е итна ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, кои ја третираат сите видови на насилство, специјално насочени кон жените и девојките, низ повеќе одредби, а особено во членот 3 дефинирање на насилството на жената и членот 36 сексуално насилство вклучувајќи силување. Ратификацијата на овој документ ќе доведе до соодветно регулирање на силувањето и адекватно казнување на ваквите случаи, а воедно ќе понуди и едно системско менување на институционалниот одговор врз сите видови на насилство врз жената и семејното насилство. Со ратификацијата на Истанбулската конвенција, Република Македонија ќе ги исполни јасните барања упатени од Комитетот за заштита на човековите права на Обединетите нации, кои беа упатени на 2 и 3 јули 2015 година, кога беше разгледуван третиот периодичен извештај поднесен од страна на Република Македонија. Една од клучните препораки на овој комитет е јасното барање Македонија да го елиминира насилството врз жените и децата и да разгледа признавање на насилство врз жените и децата како посебно кривично дело во Кривичниот законник. Бројните активности кои ги исполнија овие денови нека не потсетуваат на нашата граѓанска и општествена одговорност да се бориме против сите форми на насилство, меѓутоа да се бориме и против реториката која што поттикнува насилство. Затоа потсетуваме, жените на Социјалдемократскиот сојуз потсетуваат дека нашата визија за Македонија е Македонија во која што сите жени и мажи ќе ги уживаат основните човекови права. Македонија на еднакви можности и еднаков третман на сите граѓани без разлика на пол. Македонија со нулта толеранција на родовото базирано насилство. Македонија едно општество за сите. Ќе победиме. Благодарам.